Во црквата Света Богородица Перивлетна во Охрид изложба на ретки црковни ракописи од збирката на Охридскиот завод и музеј. Најстариот запис е од 9 век. Сепак ги нема најретките и највредните примероци, како што е Болонскиот псалтир, кој од Охрид е однесен во Италија. По 162 години од откривањето, дел од збирката стари ракописи на Охридскиот завод и музеј, деновиве беа изложени во требот на црквата Свети Богородица Перивлетна и за прв пат и беа достапни на пошироката јавност. Ракописите што во требот на црквата, каде сега се изложени, во 1845 година ги пронашол рускиот славист Григорович, покрај со содржината восхитуваат со својата илуминација и орнаментика, најчесто нанесена врз златна основа. Во ракописите кои што се презентирани во ова изложба, можеме да погледаме и да пратиме развој на неколку стилови на илуминацијата. Организирањето на ова изложба на ракописи, во која најстариот примерок е од 9 век, ја потсети стручната, а сега и пошироката јавност за уште една малку подзаборавена вековна вредност на древниот Охрид. За жал, ова се само дел од старите ракописи, зашто најважните и најретките, како што е Болонскиот псалтир, пронајден во селото Рамне кај Охрид, се однесени и сега како врвни реткости се чуваат во многу музеи и библиотеки во светот.